Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да слушнеме нешто за концертот што овде доаѓа во нашиот град Ньюкастел на 4 октомври во петок со Благица Павловска и Јордан Митев. Да слушнеме повеќе околу тоа. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Ньюкастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска. 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Ньюкастел, ве чекаме.
А сега да продолжиме со најновите соопштенија од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Петок, 27 септември, е празникот Крстов ден. Службата почнува од 9 сатот сабајлето. После службата ќе се изврши поклонение на Светиот Крст. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел организираат ручек во нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сатот сабајлето. За овој убав ручек поканети се две друштва од Сидне, Методија Антонов Ченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Фејафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893. Коле Стојчевски на 0414 501 831 и кај Живко Мицески на 0413 310 268. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, свашувачки, крштевки, родендени и сите други работи. За тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, исто и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела на 17 ноември. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Антонио Милошевски вели: Американската, холандската и шведската амбасада ќе дознаат како СЈО ги трошело нивните донации. Антонио Милошевски, пратеник од ВМРО ДПМН, денеска на пресконференција обзначи дека пратениците од неговата партија доставиле предлог одлука до собранието да се формира анкета и комисија за работење на СЈО. Токму собранието на предлог на Советот на јавни обвинители констатираше дека специјалниот обвинител Катица Јанева работела нестручно, незаконски и несовесно. И сакаме во име на граѓаните како даночни обврзници кои одвоиле околу 15 милиони евра за работење на досегашното СЈО да ги утврдиме фактите на кој начин биле трошени средствата и на кој начин се постапувало по одредени други процедури внатре во самото СЈО, рече Милошевски. Анкетната комисија, објасни тој, би се состојала од председател и 10 членови, а дека како иницијатори согласно собраниската пракса ВМРО ДПМН да номинира председател на ова анкетна комисија, а сите други политички партии согласно нивното присуство во собранието да делегираат членови. Анкетната комисија не би се занимавала со било какви обвинителски или судски предмети, бидејќи не сака ниту може да биде обвинител ниту судија, но би го утврдила начинот на материјално и финансиско работење на обвинителството, почитување на постоечките законски процедури и деловодници внатре во самото обвинителство. Законитоста на постапките при вработување во самото обвинителство, утврдување на можни конфликтни интереси или непотизам при вработување, како и трошењето на средствата по однос на сомнителните хонорари. Сметаме дека имало голем дел на такви договори и исплатени хонорари кои што според нас немаат законска основа, појасни Милошевски. Тој напомена дека како придружни членови или наблюдувачи би биле поканети представници на шведската, американската и холандјанската амбасада, бидејќи овие три држави имаат значителен финансиски учинок и влог во буџетот на СЈО од даночните обврзници на нивните земји. Сметаме, додаде Милошевски, дека би имале право да имат увид во тоа како биле потрошени или како се располагало со средствата на нивните даночни обврзници во рамките на работата на СЈО. Очекуваме по однос на овој предлог одлука за анкетна комисија во најскоро можно време да се изјаснат и останатите политички партии, особено колегите од владеечкото мнозинство,
кои што заедно со сите други претеници ја испочитуваат одлуката на Советот на јавни обвинители за незаконско, нестручно и несовесно работење на специјалната обвинителка Катица Јанева, која што беше најбитната фигура во оваа институција. Тоа е доволна основа да имаме мотив да го провериме работењето на СЈО во деловите кои што ги спомнав, рече Милошевски. Адвокатот Панче Тошковски во емисијата отворена на 24 телевизија изјави дека од денешен аспект повеќе од јасна е мислата на правните експерти во Република Македонија дека СЈО беше оформена со единствена цел да го згасне ВМРО ДПМН. Врз основа на законитите предлоси од специјалниот јавен обвинител Катица Јанева имаме незаконитени одлуки за замрзнување на имотот кој што е во собственост на ВМРО ДПМН и тоа е факт. Тој факт го потврди и Врховниот суд на Република Македонија со огромно мнозинство, потенцираше Тошковски. Тој истакна дека овој факт е потврден од највисокиот суд на нашата држава, неспорен е фактот дека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева го прекршила законот и надвор од незините законски властувања, презела незаконски действија и затоа беше разрешена за незаконито, несовесно и нечесно работење. Тошковски исто така додаде дека причината поради која СДСМ претходно бараше да и се продолжи мандатот на Јанева беше затоа што Катица Јанева во целосно незаконита постапка надвор од раковните дефинирани со законот за СЈО, знаејќи дека не може да постапува, сепак презеде действија надвор од 36.2017 година, како што се барања за замрзнување на имот, предлог за определување на мерки притвор и така натаму. Зошто ВМРО ДПМН не даде поддршка за предлозите кои што сакаа да ја продолжат незаконската работа на Катица Јанева, која со едногласна одлука беше разрешена за незаконито, несовесно и нечесно работење, заради тоа што јасна беше мислата на еден од правните експерти во Република Македонија, неспорен за никого и да не ја овозможи на власта непречена политичка борба, нагласи Тошковски. Почитувани слушатели, одиме со вашите желби и честитки. Со песната "Свадба правам, ќерка ми е мажам" на нашата мила и сакана ќерка Мелиса Стериовска. И го честитаме стапувањето во брак со зетот Ендру Палози. Стреќен да му биде радосни и весели, со голема стреќа и љубов и напредок во нивниот понатамошен живот. На сватовите Анджело и Анджела му ја честитаме убавата голема радост и веселбата. Истото и на фамилијата цела наша за вечерта убаво расположение да бидат весели. На Криси Стериовски со својата фамилија му честитаме кумството, радосен и весел, да си бидат и да се расположат нова веселба. На Стар Деверот му честитаме побратимството и на сватовите фамилијата големо расположение. Ова сето го посакува од се срце таткото Тасе и мајката Нада Стериовски. Свадба правам, ќерка ми ја мажам, родни ми пријатели, на свадба векана.
napi se bez smera, a ti kume napred, zaigraj somera. Veseli se svate, napi se bez smera, a ti kume napred, zaigraj somera. Na ljubav si tenes, kjerko moja mila, kaj te gledam nevesta, oblečena vo svila. Čestitki za sreća, kjerko moja mila, do godina krštevka, želba naša bila, želba naša bila. Со песната Тапан грми. Братот Криси Стериовски со фамилијата сопругата Мелани и ќерките Џоџа, Изабела и Клаудија Стериовски сакат од се срце да ми го честитат стапувањето во брак на својата сакана сестра и тетка Мелиса Стериовски со саканиот зет Ендру Палози. Среќа и љубов да ги прати во животот. Радосни и весели да си бидат и до вгодина за кршевка да не поканат. На фамилијата Палози, Анџело и Анџела, големата радост и дома да му е вратено. Како што рековме, песната Тапан грми. Dojde
Со песната Дарој свадбарски. На саканата внука, брачеда и тетка Мелиса Стериовска со зетот Ендрю Палози му честитаме бракот да се радосни и весели, довека е на братот Тасе, сната Нада и Криси со цела негова фамилија Стериовски му ја честитаме убавата веселба. На сватовите Анджело и Анджела со фамилијата Палози радоста. Овие желби се испратени од се срце од зетот и тетин Боцо, сестрата и тетка Нада и брачедите Кристина, Сузи и Доен, со зетовите Лупче, Тони и Амадео, како и сите мили внучина Бени, Алек, Майкл, Реналдо, Доменик, Руби, Мекси и Джошуа. Како што рековме, со песната Дарој свадбарски. Со истата народна песна, со најубави желби и честитки, и го честитаме бракот на нашата мила сакана внука и братучеда Мелиса Стериовска со саканиот Ендрю Палози. Исто му посакуваме многу среќа, голема радост и весели вечни љубовни години заедно. На родителите од двете страни честито убавата радост. Овие се убави желби посакани од стрината Горка и брачедите Бале и Џони со нивните фамилии и Линковски. На нашата поштована кршеничка Мелиса Стериовска и го честитаме бракот со незиниот најсакан Ендрю Палози и му пожелуваме голема радост, љубов и среќа во нивниот заеднички живот. На родителите Таси и Нада и на сватовите Анджело и Анджела со нивните фамилии му ја честитаме убавата радост. Овие најблиски желби му ги испраќаат Слободан, Мара, Пита и Стивен Кулевски. Кон честитка да се придружуваат и бабата Дана и Линковска. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Мајко една си на светот.
Na našата многу поштована мајка и свекрва Елена Богдановска со наискрени и топли поздрави од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден со убави желби за среќна длабока старост со сите нејзини блиски. Овие се убави честитки посакани од се срце од синот Борче и сната Лили Богдановски. Со истата народна песна на нашата многу поштована мајка, баба и пребаба Елена Богдановска и го честитаме 90-тиот роден ден. Исто така и посакуваме добро здравје, убава стреќа и долги години заедно со цела нејзина фамилија. Убавите честитки се испратени од ќерката Грозда, зетот Васко и внуците Џоџи и Менде со нивните фамилии сите Стојковски. Со песната Мајка на нашата сакани поштована мајка, свекрва, баба и пребаба Елена Богдановска и го честитаме 90-тиот роден ден, воедно и посакуваме здравје, среќа и долги години со сите сакани. Овие се честитки посакани од синот Бале, сната Оливера и внуците Стивен, Ники со фамилите и внукот Лјупчо сите Богдановски. Со истата народна песна на нашата сакана и поштавана мајка и баба Елена Богдановска. Од се срце го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме здравје, длабока старост во придружба на сите незини сакани, мили и блиски. Овие се желби посакани од ќерката Рада, зетот Тоде, внукот Роберт, сната Анет и милото превнуче Николас Тодоровски.
Со песната Роденденска на нашата мила керка Аријана од се срце го честитаме вториот роден ден, исто и пожелуваме детски голем убав живот, да ни е здрава, жива, весела и голема да расти. Сето тоа и пожелува таткото Миле и мајката Сузи Савески. Исто така пожелби спраќаат и дедото Саве, бабата Ленче со фамилијата, исто од родниот крај убава Македонија. Со истата народна песна на нашата мила и сакана внука Аријана Савески. Од се срце и го честитаме вториот роден ден, исто и пожелуваме најдобро здравје во незиниот цел живот, да е среќна и весела, да расти голема мома македонка до година со братче да се радува. Сето тоа и пожелуваат од се срце дедото Мирко, бабата Иванка, тета Верка Стојановски со цела фамилија. Со истата честитка се придружува и тетино Дени, тета Бети со фамилијата Русев. Почитувани слушатели, како што знаете, петок, 4 октомври, во нашиот македонски културен центар овде во Њукасел се одржува најголем, најдобар досега концерт со Јордан Митев и Благица Павловска. Да слушниме повеќе околу сето тоа. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. Македонски, барем
годината со неповторливи хитови. Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Нјукастл, 4 октомври, 7:30 часот навечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристо Веловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации АЦ Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот навечер. Нјукастл, ве чекаме. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме уште еднаш соопштенијата од Нјукастл и околината. Соопштение од свещеникот Пецо Петровски. Петок, 27 септември е празникот Крстов ден. Службата од 9 сатот за бајлето. После службата ќе се изврши поклонение на Светиот Крст. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастл организираат ручек во нашиот македонски културен центар овде во Нјукастл, и тоа во сабота на 2 ноември, со почеток во 10 сатот за бајлето. За овој убав ручек поканете се две друштва од Сиднеј, Методија Антоновченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Феафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893, Коле Стојчевски на 0414 501831 и кај Живко Мицевски на 0413 310 268. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Нјукастл ви стои на располагање за сите ваши потреби, за свадби, свашувачки, крштевки, родендени и сите други работи. За тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела 17 ноември. Сега одиме со поважни вести од Македонија. Од 500 милиони евра за градба на клинички центар за домашните фирми ќе остане ништо. Домашните градежни компании не се наоѓаат во јавниот оглас за изградба на новиот клинички центар на влезот во Скопје. Не можат да ги исполнат критериумите што ги бара Министерството за здравство, а не ни можеле да се покажат за вакви големи објекти. Оти изминатата декада во Македонија такви не се ни граделе. Компаниите членки на Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија имат капацитет, знаење и искуство и се докажани во реализацијата на сериозни проекти во земјата, земјите од регионот и пошироко. Од тука домашните градежни компании имат капацитет да учествуваат во изградбата на овој проект. Но се поставува прашањето во однос на исполнувањето на бараните услови во распишаниот јавен оглас на Министерството за здравство, да имат реализирано вакви или слични проекти во текот на последните 10 години, имајќи предвид дека во последните
децении во Република Македонија не се граде објекти оваков тип. Воедно се поставува прашањето и во однос на исполнувањето на бараните критериуми за економската и финансиската состојба на економските оператори, со оглед дека домашните компании не го исполнуваат предвидениот финансиски услов во однос на минимумот годишен вкупен приход, велат од Коморското дружение, во кое членки се големите градежни компании, меѓу кои Гранит и Бетон. Јавната набавка за изградба на нов универзитетски клинички центар на Гринфилд, локацијата по модел клучна рака, во поддршка при менеджирањето на проектот, Министерството за здравство ја распиша на 7 август. Компаниите што сака да учествуваат треба да имат минимум годишен приход од 250 милиони евра и да има успешно реализирано во текот на последните 10 години одреден минимум објекти во зависност од површината, поради сложеноста на проектот. Министерството за здравство предвидува постапка на конкурентен диалог. Герман Филков од Центарот на граѓански комуникации објаснува дека ваква постапка се користи во сложени проекти кога договорниот орган сака да прави нешто, но не нуди проект, туку низ 3 фази доаѓа до целта. Сега нешто да проследиме за здравјето. Газираните сокови штетни за срцето, стомакот, но и за нервниот систем. Ново истражување објавено во списанието JAMA ги посочува безалкохолните газирани сокови, независно дали содржа шеќер или вештачки засладувачи, како фактор за зголемување на ризикот од предвремена смрт кај луѓето, па дури и како и можен причинител за појава на Паркинсоновата болест. Проучувањата опфатиле над 450.000 возрастни лица од 10 европски земји: Данска, Франција, Германија, Грција, Италија, Холандија, Норвешка, Шпанија, Шведска и Обединетото кралство во период од 19 години. Заклучоците говорат дека луѓето кои пијат 2 или повеќе чаши од 250 грама газирана напивка на ден имат поголем ризик од предвремена смрт, за разлика од оние што пијат најмногу 1 чаша месечно. Всушност, тези кои пијат сок со шеќер секој ден имат поголеми шанси за смрт од проблеми со системот за варење, а пак оние што секојдневно пијат газиран сок со вештачки засладувачи имат повисок ризик на смртта од срцеви заболувања. Нашите резултати уште еднаш потврдуваат дека газираните напитоци треба да се избегнуваат и заменат со други поздрави сокови, а најубаво со вода, смета еден од авторите на истражувањето Нил Марфи од Меѓународната агенција за истражување на ракот. Трудот исто така открива дека оние кои дневно пијат 1 или повеќе чаши обичен или диетелен газиран сок се понаклонети кон тоа да заболат од Паркинсоновата болест и други нарушувања на нервниот систем, што го засега движењето на човекот. Но на ова теорија и треба дополнителни испитувања, вела стручните лица. Масности во крвта. Спасот е во ореви, граф и лук. Некои луѓе се мачат со масноти во крвта, особено колестеролот, иако не припаѓаат во редот на гурманите. Се разбира истото, се случува и со оние кои не можат да го пофалат со здрава исхрана. Нутриционистите велат дека е можно регулирање на маснотите и холестеролот со 5 клучни намирници. Прво, јаболката го намалуваат лошиот холестерол за дури 38%, но за да се постигне ова треба редовно да ги консумирате или да пиете сок. Оревите обезбедуваат најголем процент на добар холестерол. Гравот богат со растителни влакна може да го намали холестеролот за 6% за само 1 месец и половина. Овезот е богат со растителни влакна и познат непријател на штетниот холестерол. Лукот со дневна доза од само 5 мг во таблети успева да елиминира завидни 11% од холестерол, а за да ви се подобри циркулацијата на крвта, доволно е да јадете само 1 лук дневно. Нешто и од спортот. Македонија е блиску до осмофиналето. Македонските одбојкари ја победија и Словенија. Македонските
одбојкари ја победија Словенија, најголем триумф во историјата на нашата одбојка, победен од домаќинот на Европското првенство со 3-1. Блиску сме до 8 финалето. Македонија има нови херои. Македонски одбојкари одигра фантастичен меч и ја победија силната селекција на Словенија. Втор триумф поред, но се уште не сме во 8 финалето. Вчерашната победа над Белорусија ја врати на смевката кај нашите одбојкари. Го зголеми оптимизмот кој можеше да одиграме на врвно ниво и да го победиме домаќино. Тоа и се случи. Словенија на Европско првенство влезе како кандидат за медал, но падна на колена пред нашата репрезентација. Дека имаме сила за голема партија, најавивме уште во првиот сет. Во него водевме цело време. Словенците нема предност во ниту еден момент. На крајот го добивме со 26-24. Поведовме со 1-0, но се уште ретко го веруваше со победа. На вториот сет Словенија водеше во најголем дел, но финишот им припадна на македонците. Нашите одбојкари го свртија мечот, по голема борба го добивме сетот 30-28 и победивме со 2-0. Историска победа за Македонија. Ја нокаутиравме Белорусија за прва победа на Европското првенство. Македонските одбојкари направија историја, остварувајќи ја првата победа на Европското првенство. Нашиот квалитет дојде до израз на надпреварот со Белорусија, кој го добивме со 3:1 по сетови 23-25, 25-19, 28-26 и 25-20. Македонија веќе не е аутсайдер, случаен патник и принуден учесник на Европското првенство во одбојка, туку репрезентација која запиша победа и први 3 бода во групата на Љубљана. Скептиците има право да не веруваат и денеска, но само во првиот сет во кој белорусите диктираат, подолго водеа на крај и го добија со 25-23. Сепак селекторот Никола Матијашевиќ од клупата најде начин како да ги поврзе конците, а капитанот Никола Ѓоргиев да ги повлече со играчите на паркетот за Македонија да го покаже најдоброто од себе. И на крајот, почитувани слушатели, тоа беше крај на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.